Доаѓа еден близок на еден подпредседател на владата, руши. Приватна својина, некој да дојде да ти го струши преку ноќ објектот и да не постои сторител. Ова го нема ни во Африка вече. Како е можно ова да се деси у 21 век у држава која што сега биде членка на Европска? Значи тука требало више да има полиција да го обезбедува, да обезбедува локацијата, да прибира докази, да стават лента, ни тој до него да не може да гради, ни на човеков кај што ја срушиле парцелата да не може да се пристапи. Како е можно? Доаѓа еден близок на еден подпредседател на владата, руши. Не може да зема парцелата, бе, само дошол му срушил. Зашто? Па пристап ми треба. Кој ќе мрдне? Државата не е на твоја страна, државата не е на страна на инвеститорот, не е на страна на бизнисот, на граѓанинот. Државата е на страна на партискиот војник, на партискиот финансиер. На негова страна е државата. Не е државата на моја, на твоја, на наша, на страна на народот. Туку има повеќе институции кои што треба да бидат на страна на граѓанинот. Прво е општината. Ова е општина Кисела Вода. Дал ли изјава Самка Ѓоргиевски му барале? Сигурно. Не дал. Министерството за транспорт и врски дали ли некакви изјави? Државен градежен инспекторат дали ли некакви изјави? Правобранител дали ли некакви изјави? Обвинителство дали има ли некакви изјави? Полицијата му рекла у петок ќе се дојдеш да си го земеш записник. У петок записникот знаеш што ќе биде? Карамбол. Абе 3000 евра да кошта, кој е тој да дојде да ми руши? Како така?